И ќе ти посакам добре дојде во новата епизода на емисијата Женски магазин. Ја посветуваме на жените и на женските теми и имаме убав повод да се сретнеме. После 18 години се врати од Америка. Во диаспората си позната по тоа што го реактуализираш постојано македонското прашање и се она што е од јавен интерес во Македонија и поради тоа и си позната на јавноста во Македонија. Сега неодамна се врати со постојано живење во Македонија и гледам дека и тука си прилично активна, особено во оној дел кога е афирмацијата на женските права и некои позитивни вредности кои што водат кон прогрес кај жените. Што е тоа што ќе се случува во септември како еден тип на отстапка, како еден тип на простор кој што го посветувате на жените и која е целта која што сакате да ја постигнете? Пред се ви благодарам за поканата во вашата нова сезона. Ми е многу големо задоволство и често сум дел од вашиот женски магазин. Ви аплаудирам на вашата работа и на актуализирањето на женските теми и женските прашања, особено затоа што сум председателка на Сдружение за вмрежување на успешни жени, едуцирање и истражување. Јас сум жена и една од 7 основачки на ова сдружение. Искористам приликата да си ги поздравам колешките. Работиме, официјално постоиме како сдружение веќе 2 години, но 3 години во минатото организиравме женски лидерски конференции и женски економски форум. Оваа година по 4ти пат ја организираме женската лидерска конференција. Овој пат со мое лично присуство и минуси од стрес на многу кратко време во планирање пред моето доаѓање тука за конференцијата, па враќање назад во Америка. Сега сум дома и се е полесно. Уште една многу интересна забелешка и можеби она што навистина е реалност во Македонија и треба да си го признаеме, а тоа е дека повеќе жените во Македонија живеат во некои конзервативни средини каде што и не се истакнува толку женското лидерство како некоја вредност и потребни се дефинитивно ваквите платформи каде што жените ќе можат да си ги кажат и своите потешкоти и своите предизвици со кои што се соочуваат и на крај заеднички во една сплотена атмосфера и женска солидарност да се даде поддршка и да се унапредуваат сите аспекти кои што се врзуваат со женското лидерство. Кои предизвици кај современата жена во Македонија до сега ги детектиравте на овие форуми годишни кои што ги организирате? Споделувате ли некои искуства кои што ви даваат насока во која сфера треба да се движите за подобрување на можеби практиките или политиките за унапредување на статусот на жената во современата Македонија, да речеме? Обработуваме секоја година 4 теми. 2 се фикс, 2 ги менуваме секоја година за да го расшириме видикот на младите генерации при обидот на представување на овие професии. Поаѓајќи од нашата парола биде инспирација за следната генерација успешни жени, нашата цел е низ успешните приказни на овие жени кои ја презентираат својата професија, да ги мотивираме младите да излезат од тој фокус на треба да работам само на администрација, на компјутер, тоа што е лесно, туку што да им покажеме што е се возможно и да им покажеме што е достапно за нив, затоа што секоја позиција и секоја функција, секоја работа во општеството го обслужува за да биде функционално. Не може да имаме само администрација, да немаме, да речеме, земјоделци. Не може да имаме администрација, да немаме некој што го обслужува општеството од, да речам, прв степен на безбедност, како прва помош, пожарна и така натака. Би се навратила на кратко назад зошто се формира Јас сум жена, како што почнавте со вашето прашање за предизвиците на современата жена или македонката во современото македонско општество. Почувствував еден вакуум простор во Македонија каде што нема платформа каде што може да се обратат
конзервативни жени, традиционални жени, жени кои ги негуваат традиционалните религиозни и морални вредности во Македонија. Изобилува општеството со женски здруженија, но би рекла повеќе се насочени кон западната пропаганда или тоа што беше модерно, кое доаѓаше од западот, баш од таму каде што и јас доаѓам тука. И сите ми се смеат во последно време, вика, како ти толку време живееше таму, а имаш вакви сваќања и вакви вредности, се започнува од дома. Така што, бидејќи немаше платформа каде да се обратат овие жени и да покажат дека и тие знаат и умеат да не се стигматизирани, затоа настана Јас сум жена и на ова платформа или во настаните кои ги организираме, баш им ја отстапуваме таа платформа на тие жени. И не за да ги пропагираме тие вредности со дискриминација на другите, туку да покажеме дека еве и ние сме тука, и ние имаме вредности, и ние имаме знаење, и ние имаме вештини кои сакаме да ги пренесеме на младите генерации и да им покажеме според нас што е правилно и што е добро. Секако со предзнак на тоа што ние сме се само нефеминистичко здружение, фокусот ни е на едукација, истражување на позицијата на жената во општеството. Сакаме да поддржиме жени кои имаат и повеќе деца, кои се домакинки, но тоа не значи дека работата на жената е само да биде дома, домакинка, сопруга и мајка, туку напоредно со тоа може да има и успешна кариера. Многу ми е интересна и забелешката што сподели, некаде тоа е и мојот впечаток и сакам тоа да го истакнам јавно, дека секоја жена која што се бори за својот статус не мора веднаш да се конотира со феминизмот, особено затоа што денеска феминизмот доживува некое вулгарно значење и го перципираат како некоја повеќе остра и неправедна борба за привилегија на жените во општеството. Меѓутоа некогаш навистина треба да се тргне од таа позиција кога жените навистина се обесправени и се нееднакви и на токму тие жени да се даде гласот, што вие секако го правите преку овие активности. Сакам малку околу твојата лична приказна. 18 години живееше во Америка. Дали сонуваше за моментот некогаш да се вратиш во Македонија и дали знаеше во некој момент во твојот живот и престој во Америка дека ќе се случи таа одлука, дека ќе пресечеш и ќе се вратиш како што ми кажа ти самата дома? Се согласувам потполно дека феминизмот народски кажано ја претера со насоката во која почна да се движи. Од самиот почеток и идејата за раѓање на феминизмот, можам да кажам дека се согласувам од аспект на дека треба секоја жена да има право да учествува во високи државни позиции, да има право да гласа и да биде дел од современото општество. Повторно ќе кажам, а не само како што беше порано, дека треба да биде домакинка, сопруга и мајка и толку. Но мислам дека изминатите неколку децении замина во многу погрешна насока и затоа секогаш инсистирам да потенцирам дека ние сме се само нефеминистичко здружение, зашто ни јас ни моите колешки кои сме коосновачки на здружението сме со истата мисла дека не сме феминисти. Но се залагаме за вреднување на жената спрема своите квалификации, спрема своите вредности и вештини, а сме многу против привилегирање на давање на некоја функција или позиција на жена само затоа што е жена.
и тоа е нешто што страшно многу ми смета и мене како жена. Сакам да бидам вреднувана во општеството и почитувана спрема тоа што имам да го понудам, како мислење, како вештини, како искуство кое големо задоволство ми е да го пренесам од сите позитивни практики кои што ги стекнав додека живеев во Америка. Да, 18 години живеев таму и секогаш кажував дека јас сум на привремен престој во Америка, никогаш не кажав дека Америка ми е дом, иако сум и американски државјанин и имам двојно државјанство. Македонија секогаш ми беше дома и секогаш ми е дома и секогаш ќе ми биде дома. Секогаш знаев уште од самиот прв ден кога стигнав во Америка дека јас ќе се вратам. И во моите 18 години се што правев беше да правам за Македонија преку моите хуманитарни активности, активистички работи за поддршка на лицата со попречености во Македонија, за националните прашања и за македонската кауза популарно да се изразам, па се до овај последен мој повик во кој најмногу се пронајдов затоа што верувам дека жените кои ги имаат вредностите кои јас ги делам, ја заслужуваат платформата да покажат што можат и умеат. И тука ќе се надоврзам со тоа што многу луѓе запознав во Америка и од различни држави. Америка е баш мултикултурна земја. Некако нашата Македонија, сега во Македонија мнозинството се македонци и се уште Македонија важи за поконзервативна, потрадиционална вредност, затоа и народски кажано не се залепи таа западна пропаганда на моја среќа и задоволство би рекла. Тука, но сите луѓе кои ги запознав таму некако како да ми доаѓа на патот баш со тие вредности и со такви сваќања, па да можам да разменам мислење и искуство за како тие се справуваат со овие предизвици во Америка, каде што е на поголем обем тоа влијание, за да можам тие нивни позитивни практики и искуства да ги пренесам дома во заедничката борба. Клучниот капиталниот настан на вашето здружение го организирате во септември. Што се случува, кои гости се поканети и кои теми ќе се обработуваат на годинешната конференција? Дали ќе биде достапна за јавноста, отворена за јавноста, ќе бидат ли поканети медиумите? Што можеме да очекуваме во септември и да го најавиме еве конкретно и датумот и местото на одржувањето на конференцијата? Четвртата конференција оваа година се одржува на 28 септември во Македонската филхармонија. Наскоро овие денови ќе ја обзнаниме јавно деталите за конференцијата и ќе отвориме регистрацијата, секако дека е отворена за јавност и секој е добре дојден кој сака да слушне што ние имаме да понудиме и кои профили на професии ќе ги презентираме оваа година. Оваа конференција има малку различен концепт од досегашните, затоа што овој пат имаме меѓународна компонента, со тоа што покрај 4 панел дискусии кои ќе ги презентираме македонските професии како жени во рурални средини, жени во енергетика, нетипични професии и диаспора. Оваа година воведуваме уште 2 панел дискусии само за оваа година, каде што мајките за Македонија ќе бидат предвесник на еден специјален гостин кој доаѓа во Македонија и првпат во регионов од новата администрација на сегашниот председател на Америка. Тоа е господјата Кимберли Флечер, која е председателка на најголемото и најмасовно женско движење во Америка, која се вика Мајките за Америка. Се запознавме кратко во февруари оваа година и можам да кажам дека за многу кратко време станавме блиски пријателки.
работиме на еден заеднички проект кој ќе доживее меѓународна пресконференција на 29 септември токму од нашата Македонија. Цел свет ќе слушне дека од нашата Македонија ќе произлезе нешто со толку силно влијание на светско ниво и голема ми е честа што Кимберли ја прифати нашата покана и доаѓа тука специјално да ја запознае нашата Македонија и да ги пренесе своите искуства во нашите борби тука и би сакала да искористам приликата да ги поканам сите ваши гледачи, па и вас како редакција да дојдете да ја проследите оваа конференција. Верувајте дека ќе има што да видите. Со задоволство се гледаме во септември. Ви благодарам уште еднаш на поканата.